Почитувани гледачи, добро вечер. Имам особена чест и задоволство да ви го представам гуруто на македонската сцена Игор Џамбазов. Да те представам како актер, како музичар, како писател, како пејач, како не знам што, едноставно не знам, стварно си гуру харе. Добро Респект. вечер. Добре ни дојде и со убави работи, убави вести имаш. Прво ќе ми дозволиш една минута нешто да им се обратам на гледачите, може? Може ли да биде 5 минути, пошто тебе те чека? Една минута, многу. Значи вака, драги гледачи, пред едно 4-5 дена се слушнавме со Јанко за да го договориме моето гостување овде по повод излегувањето на мојата нова книга. Промоцијата на книгата е на 15 декември и јас му се јавив на Јанко да го замолам да бидам некаде пред промоцијата неколку дена гостин тука за да бидеме актуелни. Го одбрав 12 како 3 дена пред промоција. Супер, го запишав тоа во тефтерчето. И вчера некаде околу 21 часот и 45 минути ми се јави Јанко да ме праша како се вика книгата, затоа што сакал да ја рекламира тука. Му кажав како се вика книгата и пуштив јади бурек да гледам и во првата реченица тој најави дека ќе бидам гостин вечерова. Затоа, Јанче, јас ти донесов тебе кикирики кои се многу добри за подобрување на концентрација и на меморија. А Што утнав? 2 недели утнаве, брат. Договаравме за 12 и ти ми закажа за вечерва и кажа на телевизија, ако не доев, па ја ќе испаднев крив, земи кикирики малку добри се за меморија, а може и Лидија ќе ти се радува вечерова, ако ги изедеш сите ови. Късни едно. Остаре, брат. Остаре. Ме дупчи. Не. Жими се. Идниот понеделник. И веќе ме стави пред свршен чин кога го најави тоа. Човек, Да. требаше да ми кажеш, можевме да одвоиме, публикава моја разбира. Јуште ти викам по телефон. Тама на 12 ќе биде готова книгата за да ја покажеме, сега нема. Ти со бројки работиш со мене, ти дали си нормален? Да. Кога ми рече да правиме у петок, ја го сметам одма актуелно и нели ме фати еуфорија, викам, еј супер, па ти сам ми рече дека и книгата ќе биде таман готова. Не е готова книгата, на 8 ќе биде готова книгата и затоа на 12 зашол кај тебе. Ево ти го голиот човек за тебе. Ова е прирачникот за антиалкохоличари. Ова се приказните од Мјелкедонија за твојата домашна библиотека или пак тука. Фала што дојде. Значи ова беше најава дека Игор Џамбазов во петок, идниот петок ќе биде гостин. Фала што дојде и што Не, ни идниот петок, за 2 недели на 12. Не си утол 2 дена, 2 недели вече. Абе, слушај, кој кален, ја не вржи која година е деновиве, неделиве ми се стопија, ти ми збори. Па, а за кикирики, Бог да чува. За потенција и концентрација, добри. Затоа ти вика, може Лидија ќе ти се израдува вечер. Јади, късниот ти е, късно. Мачна душа си и ти. Некој те спобудалува тебе, ама ќе ми откриеш. Сакаш да ми направиш интервју, моите муки. Ти ги напиша, гол човек, облечен човек. Облечен човек, да. Добре, што облечен ни дојде, викам, кој знае што ќе ми направиш. Арно со кикирикиве ми шупчи сега. Вчера во твојата најава, Реков дека ќе има жешки се разбира моменти. дека ти сакаше да бидеш духовит и интересен и да привлечеш внимание за вечерва. Ама не ми успее. Но тоа е точно спротивното од она што навистина е фактичка ситуација. Тај ти раскажем една приказна. Значи, оваа година заминав за Слепче крај на март, кога дефинитивно се пресели со сепарталите. И веќе имав започнато облечен човек да ја пишувам. И некаде, да речеме, последен месец, една од локалните телевизии таму ме пронајде во Слепче и сакаше да направи интервју за почетокот на сезоната, за прославата 1000 години Слепче. Дојде една новинарка, истремирана до јајца. Може би трето интервју во Младо живот. девојче, да. Младо девојче, истремирано. А знаеш што е најлоша работа, си па си приметил, нели, одма у старт и трчаат интервјуа да прават. Да. А треба првин да изодиш еден пат. Како се калеше челикот ги бутаат во оган, тоа е добро. Не е битно тоа. Ајде. И правиме, мојот ме прашува за книгата, облечен човек. Добро. И утре дента го гледам. Јас интервјуто на таа локална телевизија. И тоа го превзимаат и други веб портали кои веќе почнуваат да коментираат за тоа дека јас имам нова книга и се коментариве се. Џамбазов повторно се разголува.
приказки од касината, од долговите, од мафиите, приказни за дрогата, алкохолот. Нема врска. Сите пороци. Ништо нема во оваа книга од тоа. Апсолутно ништо. И си Абе, викам, не добро, кажи, можно бе. ли, добро, можно ли е луѓето се уште да мислат дека јас пишам книги само кога сум во безизлезна ситуација? Игор. Веројатно имам право да напишам една книга кога се е во ред. И вака јавно се прашувам, зошто? Зошто им е нив лошо, кога ми е мене добро? И зошто им е нив добро, кога ми е мене лошо? Игор, ја имав едно вчера после најавата, не знам дали го слушна Еванот која се јави кај мене у емисија и кој рече ако Игор ти дојде, сатаната, тој ѓавол, ако тој ѓавол ти дојде, нешто така се ја парафразирам, да не го примиш у емисија. Не ми се веруе што слушам, викам. Не, добро Абе, викам, Има пациенти викам, сега. Не, значи она што ти го помина во живот. Сега веќе не правам, не е ова веќе новинарски. Сега у кафана сум и со тебе си разговарам отворено. Ништо не сум, ти ни самиот не си го оправдал тоа што си го правил. А камоли јас да ти го оправдам што имам деца и што не дај Боже да стапнат у било што ти си го помина. Па јас меѓу другото и затоа сакам да доаѓам кај тебе на гости, затоа што Не, ти ја не никогаш сакам си ми моите правил муавет деца за тоа. да имаат искушение со толку пари за да влезат во комар, за да влезат да експериментираат со лесни дроги, со алкохол, со пороци. Не, јас сакам сосема спротивно да имам. Ја тебе како човек те сакам, Игор, ама тоа што си го поминал тој пат, ја не сакам никој мој близок да го помине. Па разговараме на медетото интервју по повод концертот дека 50 години, сега веќе 51 и пол, и дека првото полувреме од животот го ставаме на страна, сега во второто играме малку порелаксирано. Како и сите ние, држе. Па нормално. Како и сите ние, која ќе сватиш дека не можеш да изедеш четврт бурек без да ти биде лошо цел ден. А инаку околу сатаната и ѓаволот, што знам, мислам дека за да мразиш некого, па уште и да го прогласиш за ѓавол и сатана, треба да го познаеш. Ако не познаваш човек, а си го прогласил за ѓавол и сатана, нешто не е во ред со тебе, бе, пријателе. Има соодветни институции, оди, лечи се. Не знам друго што попаметно да кажам. Ти имаше некои препукувања и со некои други кои ти посакува покрај Да, ама контейнери и заврши така. тоа, па секој чудо за 3 дена и сега каде си ти? Не, ја мислам дека понекогаш медиумите, знаеш, човек што бил во гревот, што бил на дното, а е јавна личност и сладко е медиумите, нели, да се покажат морални и Да, бе, Јанко, доблесни ама јас сум и они единствениот што зборат. тоа јавно го признал. Другите се кријат и се уште има луѓе што се кријат. Половина македонска естрада дуа треба. Да се натрева. Абе, за треба правиме мове. Треба и безазлено. Никогаш нема да признае. Не. Никогаш Не. нема да се кријат. Да, они Се мислат видиме на некој снимање ќе се изгушкаме корне. корне. Корни група. Пачули вика. Да. Така да, јас барем сум го признал тоа. И не само што сум го признал, туку сум се обидел на некој начин педагошки да делувам на таа млада генерација. Затоа тој Ајван лани што напиша 300 глупости не сватил ништо од ова што сум Не го... може да свати. Што сум го работил. Се збори за капацитет. Игор, ја не знам, знаеш, оној што бил паталец, луѓето секогаш повеќе му веруваат, знаеш. Ама мене ми е исто така, знаеш, и со сопругата се расправаме за децата. Оној им вика, немојте да пушите цигари, а она чури ко турчин. Ја викам, а колку може да ти тежи? Колку може зборот да тежи на некој да делува врз другиот едукативно, за да не го прави тоа? Еве, некој ќе рече, па чекај бе, века. Игор, популарен е, главна фаца е у Слепчи и у околина. Па и јас сакам така. Па добро да, пробај. Немој, Игор, не Ама викај пробај толку. Ако сака така, не мислев на тоа, на лошите Да. работи. Пробај, оди во Слепчи или на некое друго место и ќе видиш како ќе ти се промени животот на поубаво. Ма ја мислам дека веќе е злодевно да се прави муавет на таа тема. Да, Затоа и облечен човек не става крај на тие приказки, туку едноставно ги игнорира. Тие се приказки напишани веќе, еве ги. Сега нема потреба да се навраќаме. Оваа книга зборува за едни многу убави времења. Тебе многу ќе се допадне бидејќи има 10 приказки од 80 и 90 години на минатиот век.
Значи распадот на едната држава и создавањето на нашава независна Македонија. Она е едно убаво. Значи, тој период хронолошки го опишуваш во време. Так, книгата е преполна со љубовни приказни, мои, со познати и непознати женски хомо сапиенси. Преполна е со меланхолични приказни за детството, за одење во Вардар 1 и Вардар 2 да ја гледаме Емануела, 1, 2, 3, ректор у кревето, аутопут у кревето. Мазурка у кревето. Мазурка у кревето. Грчке смоквице. Така. И ја ги знам. Има приказки за татко ми Джамбас, има приказна една за дедо ми Петре. Има приказни за некои мои песни, како се создадени и што се случувало со нив. Но во главном се приказни за жени. Жени кои се живи и здрави, се уште, кои си имаат своји семејства. И единствено жените во книгата се заштитени со псевдоними. Но ако некој се потруди да протарашка малку, може би и ќе дознае, но воопшто не е битно. Бемка под десната града. Например. Но воопшто не е битно. Дури во една приказна во книгата кажувам, пријателе мој, нема да се заморуваш со тоа која е таа Джеси. Една е. Само сакам да ти кажам дека таа навистина постоеше и дека ова што сега ќе го прочиташ, навистина се случи. Такви необични приказни кои се полни со дух, со шарм, со тој некој мој препознатлив начин на пишување кој ми е близок на луѓето. Со тоа што книгата ќе биде забранета за помлади од 16 и постари од 70. И вчера го реков тоа дека и ова интервју нема да биде препорачено за малолетни. Далеко од тоа. Зошто? Една потполно нормална книга од еден човек кој си седи сега цврсто на земја со своите две нозе, потполно релаксиран и тоа. Едноставно чепкав по Фолдерите. низ мозокот, фолдерите ги вадев, а слепче е измислено за таква работа. И иако бев многу зафатен ова лето со онаа прослава за која правевме мојот минатата година. Како поминав тај? Многу добро. Многу добро. Значи, буквално, сабајле го гледав нашето интервју од минатиот пат за да не се повторуваме. Буквално се што Повторувај се, луѓе го сакаат. се што кажавме минатиот пат, се оствари, Јанко. Да. Се што кажавме минатиот пат, освен доаѓањето на дедо Стефан во Слепче. Тоа се уште виси и никому нема јасно зашто не се појави, барем на отварањето, на кое со своето присуство не почестија и претседателот на државата Ѓорги Иванов, со неговиот син Иван Иванов на Иван ден. Отворањето беше на неговиот роден ден, а затворањето на летото беше на неговиот имен ден, а затворањето на летото на неговиот роден ден. Па дојде господинот Камбовски, претседателот на МАНУ, дојде другар Мираде Шербеджија во Слепче, дојде Мето Јовановски, дојде амбасадорот на Унгарија и беше навистина едно убаво друштво. Сето тоа се заврши со настап на еден новосоздаден хор, женски се вика Херувими, кои пеат исклучиво византиска музика. И пак беа поврзани со нашата приказка, бидејќи херувимите се оние украсите на круната на Самуил и така натаму. Во меѓувреме имавме, не знам, театарски представи гостуваа. Ангелски ред. Така. Театарски представи, имавме проекции на филмови низ демирхисарските села, во села каде што никош немало кино. Го одбележавме Петров ден, му бев на гробот на Петре Мандреевски, тој закопан во својата слојштица која се наоѓа на 10 километри од Слепче, би рецитирав Демниција на неговиот. Петре Мандреевски каде е закопан? Во Слојштица. Во Слојштица, во неговото село. Не во Кожле? Не, во Слојштица, во неговото село. Неговиот син Сергеј, академскиот сликар, и снајата негова, значи сопругата на Сергеј, имаат направено таму една уметничка колонија прекрасна од неколку куќи создадена на еден поголем простор, каде што доаѓаат уметници од целиот свет на крајот на август, септември. Дури има еден американец што си ја купи куќата, еден писател кој моментално живе сега да поедеш таму во Слојштица. Така, одбележувавме настани што се битни за тој можеби најреволуционерен крај во Македонија. Значи, таму секој второ село го има на секоја петта страничка во историјата на македонскиот народ. Да речеме, го чествувавме Јордан Пиперката. Еве гледам сега дури министерството му ја направиле, му ја реновирале куќата во неговото Брезово. Ние бевме на неговиот гроб во село Велмевци, таму каде што е загинат. Го одбележавме Смилево, Смилево е на 10 километри од Слепче. 1 и 2 август бевме во Смилево.
Имавме многу убави настани, имаше концерти, имаше... Така, народот почна да доаѓа. Особено профитираше не во онаа вулгарна смисла манастирот Свети Јован Претеча, кој беше преполн ова лето, Јанко. Значи автобуси посебно во викендите доаѓа и секој петти човек што ќе разговараше со некој од сестрите горе прашувал: "А кај Игор?" И они му кажат: "Игор долу во Слепче." "А, не е тука?" "Не, не ми се бе да не е тука, во манастир сум бил јас." Да. И манастирот на вистина делуваше прекрасно. Јас ти го пуштив оној клип што го направивме тогаш сниман со хеликоптерчето, но дрончето, но оваа сезона на вистина ми беше кејф кога ќе појдев горе и кога ќе видев луѓе кои се дојдени само заради тоа што слушнале за приказката од твојата емисија или од некои мои интервјуа. Значи, што се случи со Слепче? После 40 години, патот од Слепче до манастирот, проширен, направен, да може 2 автобуси да се разменат, покриени дупки, сега се стигнува горе со кола без никаков проблем. Поставена вертикална сигнализација од Демирхисар до манастирот, тоа се 3,5, скоро 4 километри. Она што беше насред село, ама не беше дефинирано насред село, пред црквата Свети Никола, во центарот на Слепче има црква Свети Никола, која исто така ја реновиравме, со донации од слепчани кои се во Австралија, направивме прекрасна дограма, клупи, канделабри, така натаму, сега свети прекрасно и насред селото сега стана плоштад Самуил. И заличе местото, навистина. Слепче е засебна општина? Не, под Демирхисар. Слепче е само 2 километри од Демирхисар. И летото беше во организација на општина Демирхисар со своите 39 села. Но, Јанко, пријателе мој, ние помавето да го правевме тука во ноември, а општина Демирхисар го имала својот прв состанок во март, дека ќе прават 1000 години Слепче и не има остана ништо друго, освен да ми се јават. И јас се приклучив на идејата кој тие ја надградија на некој начин. Јас имам намера да прославам само 1000 години постоењето на Слепче, а во нивната програма беше 1000 години од смртта на Самуил, од битката на Беласица и така натаму. И сето тоа го документиравме, го испративме до госпоѓата министерка и се надеваме дека идната година и Министерството за култура ќе влезе внатре со една помош, тоа не се скапи проекти да одржуваш едно културно лето, а баш кај и греото е затоа што Демирхисарската општина е единствената од овие поголемите општини, кога велам поголеми мислам на градските општини, која нема свое културно лето. И да видиш, Јанко, како беше интересно кога дојде француска представа во Домот на културата во Демирхисар за животот на Едит Пиаф. И може да се пофалам дека дојдоа повеќе луѓе од тоа што очекува. Ниеден мобилен не задзвони, ниедна порака не стигна, никој не ја напушти салата, иако беше на француски, немаше симултан превод. Значи луѓето се желни за нешто што не го доживеа. Демирхисарци за да видат театар мора да додат во Битола. За да гледат кино, мора да начекаат директорот на домот да донесе некој добар филм. И така натаму. И мене ми е многу кеф што целата работа, како ти кажам, го извади Демирхисар и неговите села од некој заборав во кој бил потонат Демирхисар со години. Голема благодарност до граначалникот Лјупчо Блажевски, до целата негова екипа, кои стварно несебично се дадоа себе си. Таму тие 2,5 месеца, 75 дена ни траеше културното лето. Заврши на 21 септември, јас после тоа си ги собрав парталите. Завршив нешто со книгата што ми беше многу битно, свртев едно крупче низ Македонија и се вратив. Дојдов овде, се договоривме со моите веќе стари издавачи, издавачкиот центар 3, на 15 декември во 19 часот во Форца. Знаеш кај е Форца? Да. Знаеш. Форца сега ја направиле уште поголема, уште поубава. Не сум бил одамна. Во 19 часот ќе те известам јас. На 12 кога требаше навистина да дојам тука, јас ќе се појавам не пред камери. Къснет ги кирики. Ме умре. Игор, неколку подпрашања ми се отвараат околу цело ова. Гледам колку многу ентузијазам имаш вложено. Малце повеќе, ако тој јубилеј 1000 години Слепче те повлече, гледам со колку ентузијазам и емоции говориш за
за тој крај, за тие луѓе, за тој настан, очигледно и фасциниран си. Кажи ми, кога го напушти градов, остаи сеј материјално, немаш овдека веќе ни стан, Јанко, ништо јас и ништо живеалиште? и немам, да ти кажам. Немаш овде веќе кај да Имам положиш сега глава. зимска резиденција една, меѓутоа јас на вистина немав ништо претходно што да продавам изгубено, немав ни гаража. Јас претходно имав изгубено се, но то не беше ништо. Јас имам една мачка, една гитара и две торби, една плазма од сестра ми подарок. Сестра ми многу ти заблагодарува за тоа што На TED? ја пушти TED конференци тука. Тоа е страшна Беше предавање дојдена во беше. Слепче со Аха. мојот зет, новиот зет, Ерик, јас ја викам Кире. Што работиш ти? У Google работам. Фино дечкото работи у Google. Ама не работи во Google, туку работи во Google, нешто многу опасно. Еден таков скромен, мирен, го шекнавме човекот. Фантастично Така, беше предавање 4-5 имаше, дена, да. имаше она тоа што го збореше и тоа заслужува. Да знаев дека е тука ќе ја поканев за едно интервју, бидејќи тоа е фасцинантна работа софтверска, тоа е зачувување. 5 дена беше само. Да, Само 5 дена. предпоставувам. Не издржува. Не може. издржува. Прво не може да издржи, второ има многу обврски. Од тука не знам кај да мина на друго место, на трето место, дури последен месец се прибра. Тесно дома. небо е Македонија, прекрасна, ама е тесно небо за некој луѓе. Она веќе промене ти е менталниот склоп тоа. Апаратчето тешко се- внатре да. не работи како нашите апаратчи. На друга фреквенција е, на други бранови. Можем да замислам, Да. предпоставувам дека. Но убаво си помина, беше фасцинирана од Слепче. Таму го прославивме незиниот роден ден, 49-ти роден ден. Во Горна куќа, таму каде што си седевме. Ај се надеваме дека до година по војница па војче да станеш. Дај Боже. Да, не ми изгледа така, ни повеќе за шетањето. Не ми изгледа така. И таму е се отуѓено, Јанко. Знам, знам. Штета, убави гени не се продолжуваат, не се клонираат убавите работи. Штета, ама правевме му обед минатиот пат. Некои работи во животот едноставно не можеш да ги контролираш. Нешто што сакаш да ти се случи, не се случува, нешто што не сакаш да се случи, тука ти е. Многу, при рака. многу дадовме овакво. Мислиш дека дедо Петре многу шарал животот пред да се реши да се ожени едноставно? Шарал, так. шарал. Шарал после он. После. Шарала, барала. Шарал. Шарал, цел живот шарал. Мислам, може би он Ама- во својата генерација е ама од се најпознатите шарачи. Ама никогаш не се разведе? Не. Го зачува се Ама никош не се ни Ја ожени. Мојата вистинска баба, Стварно не беше он во брак? не, он бил во брак со мојата вистинска баба. Деса Прличкова, која била актерка. 62 година починала од рак. Тој останал сам. Во тоа време ја запознал баба Минада, која го одгледа до неговата смрт, но со неа никогаш не бил регистриран. Така да не бил ни Не. Имал повисоки морални вредности него денеска просечен човек што има во однос со односите. Бидејќи секогаш со кај тебе собак. инсистираш на прикасна за него, ќе ти раскажам се една најнова. Со мене ми се случи. Ама е убаво. Close up. Во некаде на крајот на јуни ме викна да настапувам со бендот мој на Велес Фест. На игралиштето на стадионот. Имаше две велешки предгрупи, Пеперминт групата како предгрупа моја и јас со бендот на крај. И дојдовме со Гуру Харе со бендот, уште кај 8 вечерта. Тонска проба, публиката уште ја нема, имаме време, опуштени, релаксирани, ми приоѓа едно момче. Здраво, Игор, вика, јас сум тој и тој, имам еден подарок за тебе. Викам, каков подарок? И ми вади едно несесерче црно машко кожно. Му викам, што е ова? Вика, чекај него отвори да ти ја раскажам приказната. Ова ти е, вика, подарок од една господја, се вика Лилјана. Мислам дека презимето е Джампалазова. Се извинувам ако го сгрешив, бидејќи правев мовет со неја по телефон да и се заблагодарам, па ете, може и да сум го сгрешил, но еве, нека биде Лилјана Джампалазова. Низиниот маж кој починал пред 10 години бил еден од најдобрите рибари другари на дедо ми од Велес. Секогаш кога дедо ми одел во Велес, му се јавил од нему, па овој го носел или на Вардар, на Сомој или на Велешко езеро. И дедо ми пред 40 години му подарил лула. Од бамбус. Лула. Од бамбус. Од бамбус, да. И кога човекот си заминал од овој свет,
Господја Лилијана ја чувала таа лула како раритет, како сувенир во нивното семејство, како нешто многу важно, сувенирот Петре Прличко. И по телефон ми рече, јас одлучив лулата да ја вратам во твоето семејство. Ете ја донесов да ја видиш. Гледа, човече. Таа е сигурно стара 50 години, штом тој пред 40 му ја подарил. Значи, онака, ја изгустирал и бидејќи тој имаше преку 300 лулиња, му ја подарил на човекот, а сопругата негова ми ја враќа мене после 40 години. И јас со лулето го отворив тој Велесфест и навистина беше онака убаво. Се почувствува и мојата возбуда тоа, го пеев концертот со лулата во рака. Еве, уште еднаш и се заблагодарам на господја Лилијана, ми го направи кефот, ми го разубаве цело лето. Те пукаат емоции, носталгии. Такви работи Па или што бе, јас многу одамна во животот, ги расчисти тие смирено работи? ги доживувам тие работи. Така. Значи, Мене ми е интересно, Како ти значи кажам? јас сум поемотивец, мене ме погодуваат, многу ме допираат тие работи. Па ми интересира како и другите ги мене многу доживуваат. често ми се случува кога делам и во прашање. Знаеш, сите имат приказна некоја врзана. Слушај, за него. и те разбирам за тие приказни, а и ако споредам се што си ми кажал за дедо ти опасно те дриблав додека. Да. Прилично добро те дриблав. Само тоа што не било така мек и што тоа она јас да го те сватив мига. од кога си замина тој. А правевме му кај тебе. Да. И кога бев за представата негова и тоа и тоа се онакви приказни кои ги сваќаш дури од после. Кога капираш како кичевски полицаец, што викаат Григјани. Ги сваќаш дури од после приказките. Јас некои приказни што тој ми ги кажуваше, ги сватив дури од после. И кај тебе прв пат се отворив тогаш кога беше емисијата по повод представата Сомнително лице. И чекај, ти носам уште нешто? Ке заборавив. Значи, ова ти е подарок од 3 од моите издавачи. Ти ги донесов хрониките на Боб Дилан. Фала ти многу. Теле? Фала Ова е- ти многу. ова е едно многу убаво- фасцинантно. Ова е едно многу убаво книжуле, издадено по повод 15 години од издавачкиот центар 3, во кој ги има најубавите мисли од сите книги што ги издале они. Преовладуваат мислите на мама Винка Саздова, пошто они во матриархат живеат. Ова семејство има и по некоја моја, а има и од колегите, не знам, Браво. Скот Пек, Ерик Фром, колегата. Браво, колега. Да, повели. И вакви малецки донесов и за камерманите и за режијата. Повели. Игор, да ти кажам, пред 20 години ме вика Иво Јанковски заедно со Горан Трајковски, пејачот од Анастасија, да се видиме нешто на кафе, правиме муавето и кажи, абе вика, вака и вака работа, вика, вие прилично добро ја познавате музиката, вика, имам план да им предложам, да истуркаме. Ем промоција за Македонија, ем да се онака и CNN да објави за Македонија за еден културен настан, вика. Викам, шо ти е у план? Вика, струшки вечери на поезија, да го прогласиме Боб Дилан за лауреат. Никогаш нема да им текне тоа. Човече, јас се одушевив. Решивме дека ја тогаш работев и како преведувач за Манаки, бев у топ форма и му реков, викам, free of charge, шо сакаш, преводи на песни, препеви, заедно со Гораново, она и текстови, све што треба и цела екипа уште се собравме. Се уште многу тешко тоа. Човече, тоа е една, како да ти кажам, една зандана, кај што една мрачна зандана. А само малку северно од нас, пред 15 години. Но само замисли, само замисли. Извини се, си правим Да, муаве. окей. Само замисли, Боб Дилан доаѓа у Македонија да прими лауреат на поезија. Виде сега пред 2-3 дена дека држеше концерт за еден човек. Не, Не виде? не. Сега пред 3 дена. Сега ќе го Некој најдеме на тип што YouTube. го обожава, си го платил, не знам Готово. кој театар во Лондон и он свиреше Готово. само за него. Чиста работа. Да. Фасцинантна личност, еден од најважните поети во 20-тиот За век. мене најголемиот рок-н-рол поет. Да, поготово рок-н-рол, тука нема збор. А заедно, дури и со Елиот, ќе го ставам и со еден... Да, книгата е многу добро, тоа се негови белешки и негови, многу добро, ќе уживаш. Стварно ме одушеви, стварно. Такви убави дарови ми даде вечерва. Навистина сум благодарен и возбуден.
Ама нема да бидам и натаму благ кон тебе. Игоре, дали имаш некаков имот? Дали сега се среди у Слепче? Имаш ли твоја куќа? Имаш ли твоја соба? Или уште си... Јанко, во Слепче сум јас кај Прпушовци, во семејството Ристевски. Сега во куќата моја во Слепче моментално седат Трендафил, Доце, Глишана, Твојата куќа? Хестон. Тоа е куќата на Ристевци во која јас живеам. На долниот спрат сме баба Маца и јас, во Заразно, горе интерно. Таму е за гостите. Оваа година прв пат одвои време да пронајдам куќа во Слепче. Значи, место на кое сакам да направам моја или некоја стара да ја адаптирам. Тоа ме интересираш. Па не можам цел ден да им бидам на цел живот на врат на Прпушовци. Те трпат, те ранат и... Јанко, јас ништо лошо нити имам кажано, нити направено во Слепче. Не знам, ќе ги прашам ја нив, ќе Но разговарам секаде со има луѓе. по 5% бурекџи. Да, Секогаш има. Така да и во Слепче имаше некои што не им се допаѓаше тоа што се случуваше ова лето. Им го наруши мирот или не знам што им наруши нирваната, фенгшуито им го наруши у селото. Нешто им наруши, но ама такви секаде има. Да, секојаш чурук ќе поминеш. најдеш луѓе. Во секој случај Слепчани ми се бескрено благодарни. Мене ми е мака што некои работи што ги планиравме не успеа да изгледат како што треба, но има една година, има година после неја. После овој цел ангажман се мислам дали може би си ти една личност која би требало и да биде градоначалник на таа општина таму, бидејќи гледам Игор, спрема она што сега збориш, ти збориш со толку љубов и страст за целиот тој крај и фасцинирање, ја мислам дека доаѓа време кога и личности како тебе, може би не ти, не ја, но еден ден вакви луѓе ќе се бараат кои ќе бидат, нели? Па Јанко на крајот запад, на игралиштата, тоа е тим ги донесе еден Раде Шербеџи, Да, се видоа на вести, се почувствуваа живи. Па сега знаеш како, веќе нема да се фрлаат кеси, да нема ќе си внимаваат на хигиена. Добро што ме потсети. Некој ќе рече, чекај, куќа има, како е таму за живеачка, дај. Веќе има. Се луѓе бегаме, има. веќе опипуваме каде да отидеме. Скопје доаѓаш и умираш, човече, се Да. 2-3 дена и веќе си главоболка и месоница. Имаше некои фасцинантни случаи, да речеме. Една ќе ти раскажам. Од кога почна прославата, куќата на Ристевци, каде што сум јас, е на главната улица. Таа е една улица во Слепче, што е главна, што оди кон манастирот, од десната страна. И цело лето се смеевме на тоа, скопјани кога доаѓаат, кои ќе ме прашаат, абе, кај си во Слепче? Викам, абе, дојдете до Слепче и прашајте. Ама не, кај си? Кај сум, спроти Верото, над сервисот за Форд, до Шпарка се банка. И сега доаѓа Владче Илиевски со колата. Добар ден, Шпарка се банка. И ја гледаат со пивата пред само послуга. Не, Верото кај е? За кај Игор ли си ведеш? Да, право, само право. Еден ден, 3,5-4 попладне, Баба Маца на 73 години игра Candy Crush на Facebook, на 49-то ниво е. Пцуе кокочијаш, не може да го помине 49-то. Јас си куцкам на лаптопот, се паркира една на кола сребрена и гледам дека е за кај мене. Тука десно од мојата куќа има како една ширинка и тука можеш да се паркираш. Излегува едно момче 22-3 години. Од едно охридско село, да не го офирам, нема да го кажам селото, не е битно, блиску до аеродромот Охридски. Разгледав дека си тука, сакав да дојдам да те видам, ќе се женам и сакам од тебе благослов. Ја го гледам вака и му викам, значи нема по-погрешен човек на планетава што би ти дал благослов. Ако ти значи нешто тоа, певе од мене, имаш благослов, поздравија невеста. Сакаш да напишеш нешто? Не, бе, кафенце, сок, не, никако. Имам благослов. Имаш благослов. Може да дојдам со невеста? Да дојдеш. Си за мене го исправи до колата и си отиде. Имаше такви милион. Дојде со невестата? Не се појави со Добро. невестата. Ја реков да не побара прва вечер и со неа да бидеш. Не, јас прво мислев дека има и досадни, има ќе ти влезе дома, ќе ти испие 2 раки и па после нема спас од него. Не, момчето, јас израчунав дека извозел 250 километри, значи 125 наваму, 7 минути се рече кај мене во дворот, и 125, 250 км, само за да ме види, да се запознае, да ми каже дека ги прочитал сите книги и да му дам благослов. Очигледно дека невестата го свестила малку после. Нешто се случило, дај Боже да ја се во ред и
Нека се живи и здрави, нека се множат. Така да, интересна така, работа. Игор, позната личност, оставаш печаток кај луѓе. Знаеш, луѓе бараат јунаци, им требаат херои да се идентификуваат, а често пати во филмовите и во стриповите ти како театарски уметник многу добро знаеш дека најфасцинантни приказни се за хероите кои кога ќе паднат па се издигнуваат. И луѓето гледаат, знаеш, шанса се идентификуваат. Сите имаме некоја Джек Лондон приказка во животов. Сме иделе, сме имале, па сме немале, па сме паднале, не избркале, не газале дното, не можеме да истапе, па ќе се издигнеш некако со некоја чудеса и така натаму. Да, во право си, Јанко. Во право си, ама обично во тие приказни, обично, во голем процент некој друг им ги прави проблемите. Па тие се трудат да се извадат. Во мојот случај, само јас сум виновен. Никој не ми е виновен. И затоа не се каам. Некој ќе рече сега, кај можеше ти да бидеш? Можев, не добро. Во другиот живот. Сега сум во фаза кога све оставам за другиот живот. Дури некои женски хомо сапиенси кои се јавуваат се во последно време, викам за другиот живот, ти све. Разбираш? Не разбирам. Овој дел не разбирам. Све разбрав до овој дел со женскиве не разбирам. Има касно е, што да правиме сега? Зашо бе касно, Игор? Јанко, касно е за Маш нешто, си, имаш за нешто потреби. сериозно. Со баба Цена или како се викаше, животот не се поминува да маш во твој? Јанко, не ми се склопуваат нови познанства, веднаш. Мислам... Да, стануваме покрути, веќе 50 години абсолютно. човек. Знаеш, И да речеме има неколку во моментов жени со кои комуницирам. Комуницирам на мејл, немаме присни Физички. контакти и така. Но ете и они се отвораат према мене и јас ќе се отворам према нив и ќе се видиме и ќе се љубиме и можеби ќе петингуваме малку ако даде ситуацијата, тоа е толку. И помина 3 дена и ја викам, чеве, што правиш ти, кај одиш, што ќе правиш ти? Зошто? А зошто да не се пуштиш? Зошто? Компликувано е. Па што е кој е компликувано? А што е лесно? Една организација не е лесна на организирање да го донесеш ова, а камоли мажот се исполнува со жената. Зошто да бидеш осамен? Ти не си човек кој сака осаменост. Ма ја не сум осамен. Ти си Јанко, емотивен, едно е ти да си си сам, а друго е да човек. си осамен. Знам, Јас сум сам, ма не сум осамен. со баба Цена си. Со баба Маца. Баба Маца. Да. Ба не сум само со баба Маца, не сум. Ме треба да доеш, не дое во Слепче, вети не дое. Следниот пат ќе Ја не дое. излегов од Скопје. Значи, јас не излегов во Слепче. Не излегов Не од Скопје. Чекајме уште неколку години, те молам да ми допораснат децата за да можам Не, да не излиш. работава беше еден викенд да дојдеш после емисија. Како викенд ништо немам, човек. Ете тоа ти кажам, значи имав Чекајме јас. неколку години, па можеби кај баба Маца и ја таму негде Сакам да ти кажам, не дека кај мене нема желба за тоа, но бргу згаснува. Не дека јас се заљубувам па се одљубувам бргу. Не, Или не знам, ќе ми стане додевна после 4 дена особата. Не. Напротив. Може би и не сум фер што им го правам тоа. Знаеш, јас ќе почне убаво да си комуницираме, ќе кажам неколку убави думи, неколку убави збора, ќе имаме неколку убави средби и на тоа останува. И мене ми е мака што е така, ама така е, што да правам? Некако... Ама љубовта бара малце жртвување, не секогаш е све Далеку сме, идеално. не правиме овој за љубовта. За љубовта во другиот живот. Се правиме овој за некоја нормална комуникација, што се вика да имаш со кого да Добро, да и споделиш, да. кој ќе застанеш, кој ќе погледнеш, ете, си имал жени, си бил блиску до создавање на некој, да речем, не идеал, али да речеме да имаш онака како што ти си создаден едно семејство на прекрасни луѓе, од твоите родители, истото и тебе да ти се случи, да го продолжиш. Мислам, семка сте на прекрасни луѓе. И ти, мајка ти, покојна Бог да ја прости, фантастична жена. Татко ти е креативец за кој, мислам, со стотици години ќе се сеќаваат за него. Ти исто си веќе легенда за својот живот. Да немаш едно твое да излезе. Не те фаќа, например, не знам, ти доаѓаат ли солзи, ти доаѓа ли мака, ти доаѓа ли... Или сето тоа го канализираш низ Ама добро, креативноста, Јанко, сега не сум јас радиатор. Значи, јас само се обидувам да ги скротам тие мои чувства и да не излегуваат премногу често од мене, а тоа да биде премногу народ.
Така. Тоа што правам јас дома сам кога сум, тоа е само мое. Имам право на тоа. И мачето знае. Како што вие и мачето, како што вие верниците имате моменти на осамување, тоа и јас имам своји моменти. Но ете доаѓа период во животот кога сваќаш дека пријателите може да ти го надоместат тоа на некој начин. Така. Со нивното континуирано присуство во твојот живот, јас од минатиот пат истите 10 души тие се. Да, да. Се уште се тие. Не, знам, комуницирам. Во меѓувреме има да. нови, некој Јас- нови од Слепче, некој нови од Битола, бидејќи често бев во Битола. Но таа енергија, она што го имаш, кон што сега ќе се на... Еве ја напиша втората книга. Така. Така. Ќе направиш уште некој концерт. У театар не се враќаш? Не. После книгава правам тоа што го ветив уште пред година и пол дена. Прв пат во Македонија ќе направам аудио изданија на првите две книги, на Гол човек и на Пријачникот. Аудио издание, DVD-то си го ставаш во вако и ме слушаш мене како ја читам книгата и како во старите радио дарами добри, шкрипење на врата, пуштање на шолја во вода, колата се пали, тоа. Деталите веднаш по реклами. Ајде. Многу интересно, ме фасцинираше со ова. Пуштај. Твојата енергија, како да не ми се доволно... Канализирала. Ама не, знаеш зашто? Стално ми се имаш ти своја помисла спрема македонскиот театар сега и така натаму, не ти се, може, си имаш твои причини, ја никогаш не те прашав, ти ако сакаш ќе ги кажеш. Но мислам дека и тоа како има простор на штиците кои живот значат. Знам, Јанко, ама сега да ти признам нешто, најискрено како на другар. Довде. Не. Не? Не дека е до овде. Како ти кажам? За да дојдеш до тој финален резултат што се вика добра театарска представа, треба да црнчиш 2-2,5 месеца, ама да црнчиш. Ако сакаш да бидеш вистински уметник, вистински глумец. Така. Па што е Значи, тоа проблем за тебе, бе, Игор? Проблем е сега. Не можеш више? Немам снага, не ме замара. Навистина. Како да ти кажам? Да. Не, Ама нема ни Колку те Нема ни распи... желба, нема ни желба во мене, разбираш? Има еве нови генерации, еве последните две генерации актори на вистина се покажаа извонредни. Го држат репертоарот во цела Македонија, во сите театри. Апсолутно. Немам нерви. Јас отидов во театар прво заради тоа што не трпев авторитети. Значи не можам да бидам во институција. Стварно не можам да имам директор. Кога отидов од драмски во МНТ, за директор поставија човек што само 3 години претходно доаѓаше во мојата гардероба во драмски за време на чија си чукаше на врата за да ме праша како се шминкам во вториот дел. И после 3 години он се грижеше за мојата кариера. Никој работи не ми се допаѓа. Не ви ми затоа што го знам времето од мајка ми, од дедо ми, како не? функционирал театар. И друга работа. Она од што ми се гади, од што ми се блуе, е влегувањето на политиката во театрите. Воопшто во културните институции. Еј, човече, глумците се поделени на ВМРО-вци и останати. Тоа е тажно. Тоа е тажно за уметноста е тажно. Ама тоа не може да го видиш ти само во бифето или на паркингот пред театар. Тоа го гледаш во поделбите на ролите, се знае. Аха, овој тука по оваа линија. Подобен, неподобни, така, ваму, подобни, тока. неподобни. Па имаш Потполно подобни се. неталентирани и неподобни талентирани, кои се во војна. Ја имаш и обратната комбинација. А да не зборуваме за репертоарската политика. Мислам да играм јас во онакви текстови што многу зборуваат, а ништо не кажуваат. Јанко, стварно немам намера. Јас крајот на мојата театарска кариера под наводници ја дочекав со текстовите на Дејан Дуковски, на Горан Стефановски, не ме зафркавај. Се играат текстови што и они не ги разбираат. На вистина, значи, еве на вистина. Не сум ја гледал. Те слушав со воодушевување зборуваше за Вечна куќа.
Значи, Тоа е друга димензија. Вечна куќа сакам да ти кажам, нешто сосема друго. Значи, Поинаку, ја очекував театарска представа, видов нешто многу друго и многу... ма се во ред, се во ред, интелектот на плевнеш, несомнено е тоа. Пази, тоа е исклучок и, како да ти кажам, одскокнува од тоа. Тоа е и беше и наменска представа и така натаму. Единствено што ми се разбирам допадна во дека целата таа... како автор, како уметник, немаш предизвик заради Да, текста. немам. Единствено што ми се допадна во целата таа приказна е што после долго време првпат ги видов моите колеги од македонскиот сега национален веќе театар сплотени како една фамилија. Сите играа во иста представа, со некој од нив другарував и за време на нивните проби и сите со голема посветеност, со големо внимание, со голема љубов ја работеа таа представа. За квалитетите на представата не правим муаве. Значи, јас и не си заминав од театар затоа што представите беа лоши во мое време. Не, заминав од сосема други. Не се чувствував добро. Не се чувствував пријатно. Те разбирам. Тоа е исто као што Роџер Вотерс 79-та прави Final Cut и им вика на Pink Floyd, дечки, Чао. што сакате правите, јас стварно не можам више овде. И секој си рече, ало бе, Pink Floyd ги остави, ало. Ама разбирливо, ете, човекот, и те разбирам и тебе. Но, знаеш, се обидувам да искупам од тебе дали ти е периодот или дефинитивно точно дека треба напор, но ти треба да живееш, не можеш веќе, не си за пензија, не си, знаеш, пак имаш енергија. Доволно ли ќе Секако ти татко биде ми џамба сево? звучиш, Аха, значи добро, не, извини. значи немам потреба јас. Ја и сум конзервативец, извини, јас стварно немам потреба јас да бидам вработен во театар за да играм во театарот. Добро. Јас Јанко имам понуди и сега да играм во театар. Не зборам за театар. Ама, например... Не, за тоа збориш, да бидам во театар, татко ми тоа вика. Социјално, пенсиско, здравствено. Синко, кога ќе се разбориш, како ќе те лекуваме тебе? Да си земеш 2-3 крави, па да почнеш да мозеш, па да направиш кашкавалче, сиренце, па да нешто да затераш бизнисче, па не знам, органско нане, па органско босилек, па органски таму има разни тие органски за лулето нешто ќе се најде. Има. Тешко. Приказката со театарот за мене е завршена. Може би една дамнешна желба што и јас ја имам, а и човекот ја има, може би направил една дуодрама со Тони Михајловски. Тоа е наша стара желба, која никога... Дуодрама. Една представа со двајца, со Тони Михајловски. Да, тоа е и моја, и негова стара, прастара желба. Ајде, идни од петок, вие двајца тука... Треба да најдеме добар текст. Не ви треба текст. Треба. Вие ја ти гарантирам. Нема правим увет за театар, Јанко, не правим увет за естрада, јас и Тони да кажуваме скечови. Правим увет за театар. Значи, треба да пронајдеме добар текст. Ја ти викам, вие двајца овде да седнете. Не треба скечови да правите, смешки да правите. Ја ќе ги покријам сите трошоци, само седнете. Во вашата импровизација кај ќе отиде. Ја ви велам дека ќе направите ремек дело. Ете ти кажувам дека единствено таква работа би ме повлекла назад во театарот. Аудио CD-то. Да. Фасцинантна работа, на запад е апсолутен Многу е тренди. хит. Луѓе ставаат слушалки на уши и некој ти ја чита книгата како радиодрама. И сега радиодрама. Да. Која фасцинантна работа е радиодрама. Значи двете први книги, Гол човек и Прирачникот за антиалкохоличари, бидејќи се многу лични, автобиографски и така натаму, си ги кажувам јас. Сето тоа добро измонтирано, направено. Има повеќе целни групи тој проект. Значи крајот на јануари очекувам да излезе. На прво место се слепите луѓе. Слепите луѓе ќе имаат можност да ме слушаат како ги читам своите книги. Неписмени луѓе, Јанко, има неписмени луѓе што многу убаво ќе си поминат слушајќи го аудио изданието на книгата. Потоа, луѓе странци кои разбираат македонски јазик, но не знаат да читаат кирилица. И четвртата најбројната група, целна група, се оние што ги мрзи да читаат. Па фино ќе си го земе дивиденцето. И кога патува за Халкидики, ќе си го стави во кола. И пета група. Луѓе веќе што имаат проблем со видот кога читат. Ја истото ми се случува сега, знаеш, и се потешко ми е со додатна опрема да се чита. Аудио книга, фантастична работа, може би е време и еве една мала авангарда ќе покренеш. Колку ќе ти одземе време? Колку е, кога
Колку ќе трае едно аудио, DVD, CD или што е? За жал ќе морам да направам штрих, го викаме ние тоа во театар. Значи Проба. нема да можам Од прва. нема да можам целата книга. Аха. Но ќе направам одбир од подобрите, позначајните, поважните сцени настани од книгата. Но еве сега, испитувајќи ги технолошките можности, дури и тоа, може што се има тие DVD што траат по неколку сата, MP3-ки, Dual layer. Може, значи и 5 сум пробувал да речеме, гол човек може убаво да ја исчитам за 4 часа. Прирачникот за 5. Браво. Сега, уште ако се исфрлат некои сцени, некои раскази, дури би можело и пократко да трае, иако нема врска. Аудио издание е за сладокуси. Апсолутно. И тој го ќе си го стави во кола или дома на слушалки. На слушалки, така поготово. натаму. Тоа го чекувам на крајот на јануари. Кажи ми, значи, бидејќи ова е, нели, интимна книга и логично е твојот глас и твојата интонација ќе биде, но велиш сакаш да ја збогатиш и како радиодрама со ефекти. Колку ќе идеш во тоа? Па ќе идам до крај. Цело време ќе има музика у подлога долу. Диалозите нема да ги... Да. Дури и оние што се во книгите, ќе се потрудам, вистинските личности што се во книгите, колку што ќе успеам. Не ме зафрка. Колку што Ова е ќе фантастична работа. Да, колку што ќе успеам. За оние што се живи, за оние што не се живи, ги има во книгата како еден Ристо Шишков, ќе го викнам син му. Браво. Ќе се потрудам сите оние што се... Кај ќе снимаш, извини? Па кај Пере Нокаут, во неговото студио. Јас се дружам многу со Нокаут. На 17 декември во Универзална сала имаме Unplugged концерт. Тоа е за 3 недели. Посочено. Тоа е за 3 недели. Тоа е за 3 недели. Гледаш ке криките делуваат. 2 дена после мојата промоција. 17 декември од 8:30 Unplugged се покажа како многу успешен еден Unplugged што го направивме во Македонскиот народен театар на сцената, можеби си го дзирнал на YouTube. Многу добро звучеше. И сега го правиме тоа. Повторно сум јас гостин, Мио од ДНО, Last Expedition и Тони Зен. Абе, многу, како да ти кажам, многу Убаво друштво. Многу јако арте друштво е ова Убаво собрано. друштво, ќе бидеме на средината на Универзална, од околу публиката. И така. Така се подготвуваме. Тоа почнаа пробите. И тоа е. Јас со бендот си свирев ова лето. Сега Гуру Харе, неговиот бенд Гуру Харе бенд почна со самостојни настапи. Мене ми е многу драго што ете полека се одвојуваат, зашто тоа му беше негова голема дамнешна желба да направи албум на Гуру Харе бенд и да свират. Сега пред некој ден ми се пофали дека ги добили првите ангажмани посериозни. Не знаев дека имаат издаден албум. И така натаму и јас најверојатно дека ќе ги реоформам Скопските Федери. Имав јас една група Игор Џамбазов и Скопските Федери. Да. И ќе морам тоа го направам бидејќи луѓето се јавуваат се почесто и почесто. Скопските Федери. Да, Игор Џамбазов и Скопски Федери. Тоа беше многу добро кога настапувавме. Скопските Федери. Да, ете имам понуда некоја за Вевчани за овогодишниот карневал, за Струмица Опен, за тие големите фестивали, Пивофест и така натаму. Да, сега... Тоа е голем бенд и е подготвен само за големи настани. Ние многу ретко свириме, да речеме, во таа и таа дискотека или во кафе. После Борис Трајковски во кафич не можеме да свириме. Лани беше многу добра свирката со Гуру Харе бенд во 26. Ти беше во станица 26. Да. Одлично тоа беше. Права клубска. Иако се кирав, да ти кажам, делуваше многу уморно и кај мене и на концертот. Да. Седеше цело време. Неиздржливо беше, Јанко. Неиздржливо беше. Целата таа организација одзема многу нерви, многу време, многу непроспиени ноќи, плюс тоа се јавија милион проблеми и пред концертот и за време на концертот, особено после концертот, кога ќе дое време на исплата, сите се прават мрднати, ништо не беше така како што планирав, како што очекува. Уште ли на овие години такви работи? Но уште, овца. Значи, дозволи да ме изманипулираат неколку луѓе, да заработат повеќе од мене, се легално, се регуларно. Беа само им пружив рака за тоа што успеа да ми го направат. Толку не се занимавав со судови, со така натаму. Значи, заработив јас од концертот, Јанко. Не дека не заработив, но тоа ни оддалеку не беше тоа. Што ти го заслужуваш? Некои луѓе од таков концерт живеат 5 години после тоа. Не кукам. Пак сум си јас крив.
Потпиши договор убаво предо, нема веќе другарство у шоу бизнис. Ја стварно не те разбирам. И јас не можам да се разберам понекогаш, ама ете така. Уште ли на живи мајка ги правиш секој ден работите? мислиш дека луѓето ќе станат подобри. Подобри. Секој ден се будиш со таа некоја фантастична можност дека сега кога ќе излезам надвор, сите ќе бидат насмеени, сите ќе викаат добар ден и никој нема се плаши од тебе кога ти ќе му кажеш добар ден. Денеска ќе му кажеш на некој добар ден, он те гледа многу чудно. Нешто не е во ред со тебе, Јанко, ако му кажеш насмеан добар ден. И се мислиш дека ќе тргне, дека и се има нешто што те враќа назад. Ама па шум те вратат назад и право ти малце балканштината во тебе и тој инат оти да те зафркне некој што е 3 класи над тебе, дури треба да ти биде и мило. Да ме заебе Раде Шербеџиев, мило ќе ми биде да ме заебе. Ама да ме заебе некој идиот, навистина не ми е мило. Стварно не ми е мило. Јас испаѓам овца. Но не кукаме, ете тоа. Научи, уште една школа, до крај се учи, Јанко, до крај се учи. И учам од тоа како не треба. Сите работи што сум ги научил важни во животот, сум ги научил на свој грб, почувствувајќи како не треба. Ете, сега сватив како се прави голем концерт. Не така како што го правеше ти. Животно едно. Скроз другачие се прави концерт. Те сваќам, дури и тоа со договорите, искрено да ти кажам. Имав договор за еден ангажман, кој беше тежок, можеби некој си 200.000 евра, ако некој го прекрши договорот. Да, имав и јас такви. Имав таков. И го прекрши таа страна и седам сега со мојот адвокат и разговарам. И адвокатот вака се ококорuje. Вика, ја у Дубај ти кај сакаш, вика, молим те, дај ми го предметов да го даеме на суд. Што сакаш да ми кажеш? Вика, го добиваме на прво рочиште. Тома те прашам, приватна компанија или државна? Приватна. Можеш до крај да одиш. Слушај. Можеш до крај. Викам, што значи ова? Ми вика вака, ќе му земеме кола, ќе му земеме стан, ќе му земеме тоа, ќе му земеме ова, ќе му земеме Душата, она, вика, све ќе му земеме. Го искинав договорот, си отидов, не можев. Не можев. Истото го направи Јанко, јас во моментот Потполно те разбирам. кога дознав дека сум ограбен, не ми остануваше ништо друго, туку само да му речам браво, дечко. Излез ми рече, овцо една више да не си се вратил кај мене, носи се утри лепе да не те гледам. Вика, животот ќе си го средевме и јас и ти. Да. Ама ајде. А знам дека другата страна да беше обратно, Инаку, ќе го реализираш. тие договори на кои сите инсистираме, понекогаш ништо не важат. Јас имав договор таков, Да. со клаузула дека другава страна плаќа 17 милиона долара за пирамида во македонска телевизија. Аха, Пред 7 години. да, Знаеш кога ми ги исплатија парите? Кога? Лани. 7 години потоа. Лани, 7 години по судови. По судови дури. По судови. Зошто не сакаат да те исплатат? Така, не само што не сакаат да ми исплатат, туку сакаат да го платам, да платам 200.000 евра, зашто јас заради моја грешка нема пирамида. О, Бог да чува. Па новата постава што дојде, што ги викав ја генерал штабот новиот во националната, па ме викна да го средиме ова, вика срамота е, ти си дете на оваа телевизија, па направивме договор за оној пусти джиш што не успеа, па тоа джиш не успеа, барем овие пари ми ги врати. Значи договор и да си потпишал, и исто. Па јас да ти донесам овдека договори, па ја не сакам да ја правам голема. А цел живот приказката била, не бе, тој Игор Џамбазов, тој должен. Да, должен, ме се пак должам. Па добро, нели? Не, должам. Еве сега пак должам. И то должам убава сума пари. Што знам дека ќе ја вратам и никој не се возбудува. Зошто бе никој не праша некогаш дали на Игор некој му должи? Знаеш ли ти, Јанко, дека од затварањето на твојата омилена А1 телевизија до денеска, А1, националната, и уште една национална телевизија, ме заглавија повеќе од 50.000 евра? И како вие мислите дека како ќе преживее човек кој работел 6 месеци и не го исплатиле? Како ќе преживееш? Дај Јанко 500 евра да платам струја вода. Дај Јанко 1000 евра. Дај Јанко 500 евра. Дај Јанко 1000 евра. Како? Игор, не е проблем вакви задолжувања.
Ти имаше други задолжувања. Ма тоа биле денови за кои сум напишал книги, завршено е тоа. Ти гледаш дека не треба да играш комар за да заглавиш во оваа држава. Треба само да не го испочитува договор другата страна. И после И не го испочитува договор. и како домино си иде едноставно. Апсолутно. И ја телевизија го повлече националната, таа ми ги враќа едните пари, но другиот договор не го испочитува до крај. Правиме договор за 26 емисии, она го прекинува после 14 емисии, не почитува ништо од тоа што е договорено. Поважни беа емисијата за годишнината од смртта на Тоше, Скопски фестивал, новогодишна програма и замисли сите три работи пак и јас ги водев. Неверојатно, неверојатно. И сега ти правиш договор, оти внимавај. Мене кога ме ангажираат, не го ангажираат само Игор Џамбазов, ангажираат уште 20 луѓе зад него. Музичари, шминкери, сценографи, костимографи, фотографи, драматурзи, асистенти, шофери. Сега ми стига, летос кога ми е блокирана сметката, немам појма што ми е блокирана сметката, се јавив да се распрашам што е, сум го прекорачил лимитот, тоа нели има од до, сум имал над не знам колку милиони денари, викам, кај сум имал ја? После ми текна дека преку мојата сметка, јас сум плаќал данок и за други луѓе што земале пари. Разбира? Овца. и ти се пофали дека си таков. Да, ама знаеш ли зашто? Нас ни е останато од Ја времето во моментов не должам никому, фала Богу. Колку ти должиш? Должам. Многу. Многу за обичен човек, многу. Да мене после книгава се ќе биде регулирано. Да? Да. Не ќе мора да Тоа се бегаш да се криеш? Не умреат и од кого да бегам да се крием. Така? Нема должам кај разбрани луѓе со кои знаат дека излегува книгата. Знаат дека е сега нова година, Дедо Мраз, дека ќе имаме тезги, дека ќе ова. И пак да бидеш на салдо нула. Салдо нула. Најубаво салдо е салдо нула. Не се заморуваш воопшто. Да? Да. Затоа што некако тоа салдо плюс те отвара вака малце, те освежува. Отвора, добро. Освежува добро, ама знае и да засмрди. Знае да засмрти. Да. И сега, кога ќе тргне колата низ брдо, и се... Кога така ќе те заглават, опасно, трач рубриките кажуваат дека таму е виден пак игра комара или тоа. Никој дури од моите најблиски не може да свати како така. И сега, во последниве година дена, имам трпение да седнам и да ми ја раскажам целата приказка. Да раскажам како последниве 5 години во кои ги направив можеби најважните работи во мојата кариера, ја живеев практички повторно во агонија. Но овој пат не давав тоа да се види. Каква агонија, Игор? Па таква агонија, Јанко, работиш и сваќаш дека си цело време на исто. Работиш како конј, создаваш, правиш пари, сите околу тебе прават пари, а ти стоиш во место. Повторно си исто должен. На тоа твое ниво кое што си, потполно е право и многу е фрустрирачки, бидејќи Фрустрирачки, ти навистина. не си било кој, но ти Навистина. сега го живееш животот на просечниот македонец. Апсолутно, па јас сум сакал секогаш тоа да го живеам. Јас и кога имав Па добре, 200.000 дојде- марки под перницата бев истиот. Стечаец. Потполно Сега истиот. си ти као стечаец. Не сум ни стечаец, Јанко. Значи, јас Се не сум враќаш- пријавен ни за враќаш невработен, сметките. не сум Да. пријавен ни за вработен. Ме нема на списоците. Тажно е што некои мои колеги не успеа да го издржат притисокот кој го имаа во своите глави, многу помал од мојот, па мора да се продаваат. Мислам стварно да се продаде, уметник да се продаде за пари, нема поперверзна работа, Јанко. Игор, дај да ја рипнеме темава. Гледачиве со толку душа те очекуваат. Те перцепира публиката како забавувач. Они очекуваат дека ја и ти која ќе седнеме, ова ќе биде цепажа, нонстоп, Добро, дека не мора вицови, секогаш, скечеви. зошто не се Да, направи по некој сериозен муавет? апсолутно. Следното ќе Сериозни биде... времиња и следува еден сериозен муавет. Апсолутно се согласувам. Следниот пут ќе ти го пуштам, ја овде ќе седам, овде ка Тони Михајловски, така, и ќе си јадам кикирики. Следниот пат на 12 ќе дојдем ама зад камерите за да ти донесам примероци од книгата. Ќе викнам на 12 Тони Михајловски, ќе бидете рекос после. И тоа е со опасна енергија. И те чекам во Слепче следната година. Зошто бе да дојдам у Слепче? Шо Еве те поканувам да дојдеш на едно специјално отварање. Зашто? Значи на само Што? неколку километри од Свети Јован Претеча Добро. се наоѓа едно место што се вика Добромирово. Во него се наоѓа
е манастир, пречиста. Инаку манастирот се вика Источен Петок. Исток на старословенски значи извор. Таков ист манастир, Богородица, има и во Турција. Местото се вика Балакли или Балаклија, место кое е поврзано со многу чуда кои Богородица ги направила. И те поканувам петокот после Велики петок, тоа е мрсен петок и ден на манастирот, ќе се отвора летниковец, се прави излетнички центар со голема тераса, пат до горе. Едно од најубавите места во близина на Слепче, манастир Добромирово. И што ќе правиме таму? Ќе уживаш. Ја уживам кога ќе седнам на софра, да ти кажам право. А за тоа се прави местото, значи тераса, фурна, се вртат овие дивите нешта на Така. Све органско да Еднаш биде. да дојдеш и после ќе се заразиш. Имаше луѓе што оваа година дојдеа прв пат и после више станаа досадни, секој викенд доаѓа, многу им се бендиса местото, а првин со недоверба доаѓаат, не? Добро, викаш чат пат ќе дојде некоја дама, ќе се видите, малку ќе се петингувате пар дена. Како го доживуваат они Слепче? У таа средина. Аз знам дека твоите дами се прилично да ти урбани кажам, и во Слепче имам само една донесена од тие. И Таа што беше најблиску. прво баба Маца Одбит. како ја пречека. Па, баба Маца ја одобри. А, Баба Маца ја одобри. Па, иако знаеш сега, тоа се жени што по правило имаат еден пропаднат брак, по правило имаат дете. И јас сум им последната шанса во животот на некој начин. А и они мене, само не давам да го сватат тоа толку брзо. а ти си МЦМ. Да. Еве, јас ги поздравувам сите, они ќе се препознаат во овој муавет. Нашето четување на Gmail продолжува. Gmail. Бржи сам од Фејсбука на Gmail. Значи, Да, на мејл фон. Да. Нема Facebook, нема Twitter, нема Instagram. Сега идеме со Нема вториот тие блок реклами, а ја ѓаволски ќе ти покажеме на финта како и камери се ставаат на Gmail, па да можете да си правите муабет. Пишаниот збор ме провоцира. Подобро само пишан збор, пушти реклама. Ще викаш на 20 години да сме и да се гледаме. Вака само... Не ми треба Gmail. Во другиот живот, во другиот. Освен ако не се родам како некоја пеперутка. Нема инкарнација, Игоре. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Игор, кај застанавме? Што ми збореше последно? За Реми Галјард. Вчера го пусти, а не си го пуштал или си го пуштила, јас не сум го гледал. Сум го пуштал и Реми она... Галјард ми е мене другар 6 години веќе. Како другар? Виртуелен другар. А, добро. Реми Галјард е момче налудничаво од Монпелје, некогашен шеф на навивачката група на фудбалскиот клуб Монпелје, на кој му е дозволено да се шета низ службените простори и да влегува во сооблекувалната нивна и така натаму. Првите 2 години сите снимки што ги има направено Реми Галјард ги правил неговиот адвокат. Апсен е повеќе од 50 пати, а 2 пати е натепан добро. Значи со Од фрактури, и од полиција, и од случајни минувачи. Дури пред 3 години успеа да го потпише првиот сериозен договор, мислам дека беше со Пума, не сум сигурен, не ми земај здраво за готово, па тие сега му ги покриваат судските, се уште имам оние проблеми со Да, со полиција, Упаѓане најавен и тоа. да. Една од омилените мои е како се јаде во Макдоналдс без пари. Те молам да го пуштиш да го видат како се јаде во Макдоналдс. Само да им дообјаснам и на гледачите што не знаат, тоа е она тешка будала французин кој знае да се облече, да се преоблече или да удри некого, ама никогаш да не повреди, али повеќе да исмева, Обично да тоа е карикира. повредениот. Обично он јаде чуте. А инаку гениален со топка. Ја не знам ти дали си ги видел неговите. Не. Не си видел. Не сум го заследил. Така се проби Реми Галјард. Значи он има сега отворена војна со стариот Роналдо,
со нови вет звезди ги предизвикува, не си гледал никогаш ништо од Ремил. Пушти го Макдоналдс прво. Пушти го Макдоналдс прво. Толку те фасцини. Ова е во суштина муаветот што сакав да ти го поставам, да те прашам како ги минуваш деновите, очигледно дека во Слепче имате добар интернет, ништо не ти не достига. Тоа е онаа иднина дека, знаеш, веќе не мораме да се гушиме у градов. Нели? Сега оние неизживеаните доаѓаат во градот, а ние градскиве деца кои веќе градов веќе не е град заради загадувањето пред се. Абе, ќе дојдете на моје сите, ќе видиш. Не, апсолутно, таа обратна миграција ја има. Зашто стварно, не само што можеш да видиш работи што потполно си ги заборавил. Јас го фасцинирав, да речеме, татко ми Джамбас пред некој време, кој му објасни дека постои таква можност. Да отидеш на YouTube Добро. и да отчукаш Александар Джамбазов, И да најдеш едно чудо. синко, што зборува. Оне се усудри таа технолошка револуција на таа генерација им се случува страшно. Па да речеме, со сестра ми комуницира преку Facebook и така натаму, па ќе ми се јави понекош: синко, пак немам интернет, бе. Аман бе Джамбас, дај викни го Злате Зуб, го знаеш, Злате му се наоѓа во животот, му поправа таму. А викам, што ти е проблемот? Со Тања не можеш да комуницираш. Не, со Тања можам, Facebook имам, интернет немам. Како, Джамбас, како? Facebook си имам јас, синко. Интернет немам. Викам да му се јавам на Бил Гейтс сега да му кажам. Кај Вика, Све интернетот. што работел оне, уствари е дим од вагина. Значи ти имаш Facebook, ама немаш интернет. Викам, ти си првиот. Кај ми е интернет? И така, он... Ко Бора Чорба, ма купичу и тај интернет. Да, и Цевкава е одлична. Ти викам, и за тие стари за позаборавени работи, а и вакви пациенти, Значи, има милион. Кога беше сега Евровизија, целава приказна, нели, сакав малце да подсетам некои работи, значи немав проблем скоро све да најдам. Да, Значи, тоа е фасцинантна работа дека и историјата на македонската музика е скоро цела ставена тука, во ваква или онаква форма, како спот или како нешто друго. За жал да ти кажам еден Знаеш поразителен ли што е податок. поразителен податок? Што она што било на телевизија ќе го најдеш. Театарски, фасцинантни представи, Нема. тоа не може Нема. да се најде. Ти кажам една трагедија. Татко ми што ја открил. Да? Значи, не постои снимка од првите 15 години на Златно Славиче. Неверојатно. Не постои снимка од 10 скопски фестивали. Не постои. Оригиналите умреле во една поплава имаше пред 15 на години во подрумот во депото филмско. Црно-бели телевизиски драми, серии, Свето уништено. не постојат. Малиот удрат ја нема виш? Не постојат. Не, тие се чуваат. Се што Тие е се на чуваат. на Дигитално се после. техника што Да. викаат они се зачува, чува. така. Иако еве сега летото баш го репризира и волшебното самарче, тоа е сочувано, но во многу лоша кондиција е. Него не Цементите, е ни реставрација помина. ништо, се разлеваат некои бои чудно. Но еве, нели е поразително да немаш ти 10 скопски фестивали и 10 златни славечња. Значи не постои како материјал. Игор, знаеш што ми е трагедијата? Не е ни до пари, не е до ништо. Имаме ли ние желба да ги зачуваме овие работи? Еден ден, вас како уметници, не само тебе, зборам за сите други. Денес ве сакаме, не ве сакаме, симпати, не ќе останете дел од нашето поди. Не останува материјал. Си купив од Амазон, бидејќи го имам гледано и така натаму, на децата да им оставам што било белек на моето време, моето Да, интелектуално. те слушав кога раскажуваше филмови, Филмот е, албуми, да. И го купив оригиналот Blade Runner. И сега на Blu-ray ми стигнува, го пуштам и искача Ридли Скот. Здраво живо. Сакам да ви кажам, ова е вика, она што го спакува, филмото што го направи, вика. Земавме, вика, секоја сцена од филмот. Ја дигитализирале. Фрейм Посебно, ба фрейм по фрейм. Фрейм ба фрейм. Сега кога ќе го пуштиш филмот, онака се вџашаш, бидејќи тој секој сум го гледал некоја VHS разлејана и така на. Едноставно, прво човекот си ја, тие што учествувале си ја цена таа работа. Некој ќе рече, пари, не е пари. Во македонската телевизија еве вака пропаѓаат. Не треба поплави.
Тоа што ништо не се прави ќе отидат тие музики, тие настапи, тие од фестивал. Не можам да кажам. Ја колку пати пак на Евровизија се навраќам, бидејќи тоа е една по мене многу бедна манифестација на Европа, многу која не можам да ја респектирам. А не беше така, не беше така. Не беше така. Стана последните 15 на години така. Не Џони беше така. Логан, Аба, Што? тоа е нешто што Така, вредеше Селин во... Дион, не беше така, не беше така. И сакам да ти кажам, не можам да наведам, например, снимката Гиш со Самовелска свадба. Да, те Од слушам. фестивалот. Не. Трагедија, ја наоѓам, аудио го нема видеото. Па нешто најдов некое видео, едва и го најдов, па црно-бело, па запустен. Штета бе, викам, тоа е... И тоа пропаѓа сето тоа. Да не збориме, ајде за поп музика. Збориме за овие па високи вредности наши цивилизацијски, народна музика, ретки снимки на оние метални ленти. Нема кој да го дигитализира тоа. Нешто обновиле, нешто не обновиле. Тоа е трагедија. А збориме, нели, Македонска музика ќе македонска поддржуваме, музика. ќе ова. Па ја, Ама знаеш што е друго превезно исто. Сите телевизии, нема ни една да ја исклучам од тоа. Сега за да го почитуваат законот за присуство на македонската музика на нивните програми. У 4 сабајле. Во 4 сабајле. И Во бута, 6 сабајле. бута музика. И демек ми помина редот. Да. И да ти кажам право, си гледам Investigation Discovery, си гледам National Geographic, си гледам CBS Reality, си гледам CNN, си гледам BBC. Не гледам. Значи нема што половина. Сите освен националната телевизија, а што имат национална концесија, во нивните програми има помалку македонски јазик отколку светски јазици. Не, мислам Јанко, да ти кажам, на некои телевизии освен вестите и дебатните утрински програми, се друго е на српски. Или турски, или индиски. Тоа е, тие се Или- нацинхронизирани. Да, на српски. Дури. Мене ми се имат јавувано понекогаш кога ќе сум кажел во бингото српска поговорка, па се јавувале од Советот за контузија, телеконтузија што Ја, шта си то, јао? Каде е сега превод на овие некои што се народ пита што ćemo кај децава знаат тоа бе? Тоа е срамота. тоа, бе, Стварно тоа е не знаат, не го знаат. Тоа е срамота. Имаш телевизии ти на кои од 3 нешто попладнето до 6 навечер оди само српски муавет, српска музика, така натаму, наводно со алиби дека има и наши учесници. Па што ако има наши учесници? Што ако има наши учесници? Што ние не можеме да направиме избор за македонски пејач? Да имаме жири од тројца, да изнајмиме голема сала, да свири бенд во живо, луѓето да гласат и да биде најгледано? Како ти се бендисува Даниел Кајмаковски, кажи ми. Дете во беше Во која смисла? Као човек, као пејач. Как ми се бендисува? Ми се Мислиш ли? бендисува. Мислиш ли дека ќе направи нешто? Интересира малце. Не сакам да му правам пупу пред рака. Аха. До Евровизија не сакам ништо Ја да зборувам. направив пупу, мене ми се Му направи. бендис. Му направи. Се запознавме во Прилеп Аха. на Пивофест. Јас го водев Пивофест и он настапуваше првата вечер. Страшно беше тоа, страшно. Као Тоше исто. Страшно беше, да, друго донесо од ова, не се гушнавме, јако прв пат се видовме. Некои совети на брзинка побарата колку што можевме. И така, многу е битно со кого е. Јас за него се радувам најмногу што не е со наши луѓе. Шом не е со наши луѓе, има шанси побавно да пропадне. Ги нема овие крлежите, наши околу него. Да. Тоа се некои луѓе, некои пријатели, еден негов стар другар од деца што живеат заедно во Виена, некој београдска школа има, гледам околу него, дури правевме овој со еден од ниво Прилеп некакви текстови да пишувам јас за Даниел и така натаму. Се зависи од тие околу него. Инаку човекот е спремен, он е во најубавите години, а не е дете, многу битно. На тие избори за пејач секогаш победувале деца и се губеле. Да. Како- Он е 33-34 години, Така. веќе е оформен човек, зрела личност и мислам дека тие детски болести што овие помина. тешко ги он веќе ги има. Ги кажуваше има. овде дека многу интересна Да, животна ја приказна гледав има. таа емисија, одлична И беше. мислам дека има шанси. А мене ме фасцинираше дека успеа да допре до нели она најфасцинантна публика, нели тие девојчиња, тинеџерки и така натаму, која е голема публика, која е голема поддршка на тие години тоа да, Да, го направиш. мене ми се допаѓа што не инсистира многу на тоа дека он е во Австрија, дека он излегол од Македонија, иако е од 6 години таму. Зборува одлично македонски, знае солидно српски, англиски, Германски. одмислешево. Ги среш, германски добро знае, одмислешево. Мислешево, знаеш на што за Мислешево? Не. Мислешево, па струга, знаеш како е.
Црвенка па одмислешево. Кај баба ја оди во струга. Ла 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 ла. Доаѓа до куќата на бабата и звони. Кланк кланк. И отвора фраер и вика: "Кажи." Она вика: "Баба ми ја барам, тука е баба ми." А бабата го продаде куќата. Не го барај бабата, ич. Земи кикирика, ќе се радува Лидија. Почнеа после, џабе. Затоа не сакам да му правам. Следниот пут да ми најдеш Рентутуријан? виц за ташмаруништа. За да смаруниш. Тоа ми е најфасцинантното име од македонските топоними. Тоа е Таш Маруништа. Мене ми е тоа као Тадж Махал кој ќе го чуе. Значи, кој ќе ми рече некој ташмаруништа, мене ми е нешто спектакуларно. И пак се врзуваат дедо ми Петре за приказката. Како може, ви викам, од каде потекнува такво име? Такво не екзотично име ја во Да Македонија видиш не сум какво се... место за риболов има таму. Не, поима немам Да ташмаруништа. луѓето кога не може, Добро. кога немаше да може да фатат риба во градиште, во Охрид. Така. Значи нешто се случуваше еднаш во 3-4 години нема риба. Колите, ташмаруниште за да фатат нешто за да му помине ова крастата рибарска, разбираш. Не можеш да не фатиш такво место, еден канал, и многу убаво место, многу убаво место. Штета за струга што го продаде куќата бабата. Зашто таму на вистина е исто така убаво. Ја не знам дали си бил некош Радожда, дали си отишол од таа страна скроз. Игор, дали виде Миленко што направи една серија што идеше Да, по планини, по села и вака така. Каква таква, тоа беше многу интересна работа. Откривавме места. Ти си исто така човек кој прилично добро ја познава Македонија како ретко кој. Ја мислам дека, да ти кажам сега, општина ти ќе ми ги наброиш селата у секоја општина. Знам што сакаш да ме прашаш и да ми кажеш зашто не сум направил такво нешто до сега. Не, па, еве чисто како инспирација сега ми текна. Сум го нудел, и то конкретен проект. И тоа може би јавно да го кажам зашто никош не може да ми украдат толку идеи колку што ја можам да смислам. Значи еве конкретно да ти кажам, проектот ми се викаше Пат низ Македонија за 80 дена. Алузија на Жил Верн, на патот околу светот, и да започне од едно место во Скопје, во кој моите пријатели Тони и компанија правиме опклада дека јас за 80 дена ќе поминам 380 места. И дека ќе направам еден цел круг и на тој датум дека ќе се врадам да видиме дали опкладата се уште важи. И тоа сум го нудел не само на сериозни телевизии, туку и на сериозни фирми кои би профитирале од тоа. Не, Јанко. Они сакаат инстант реклама, на брзинка, побргу ќе дадат големиве компании, особено овие телекомуникацијски фирми и пивари, побргу ќе даде 30-50 илјади за некој фестивал што трае само една ноќ и нема да го видиш никогаш повеќе, отколку да дае за нешто што континуирано ќе трае. На ова кога ќе се рекламираш, останува за цел живот. Ако ќе се рекламираш на джез фестивал, сега да ми прости Белопета, прво тоа ми падна на памет. Значи на било што тоа трае тогаш. Во петок трае и готово. И евентуално 2 пати годишно на Собранискиот канал ќе пуштат реприза од тоа, ако твоето лого се појави позади Чикорија. Тиражите? За Македонија одлично. Знаеш, па он вика, Одлично. таму ќе ме видат 5000 души, овдека вика 2000, знаеш. Таа математика ќе ја прават. Добро. Оние 3 книги што ти ги подарив тебе, се продадени во над 20.000 примерок. Респект. А ги прочитале 10 пати повеќе, 10 затоа што пати. моите Иде книги од се рака на познати по тоа што одат од рака на рака. Да. Копирајтот никогаш не успеа да го реши тоа. Океј, Игор, значи останува да се договориме Кога што требаше да дојдам на 12, со тоа што само раката ќе ми се појави. Игор на почетокот од емисијата кажа дека во суштина он ми кажал и се најавил за доаѓање дури за 2 недели, ама ја дека не сум укапирал, дека мозочево не ми работи. Ти беше на состанок важен. И ти искористи приликата убаво да ми направиш клизачи, признај. Викаш, и тоа Злате кој ме донесе беше ангажиран да купи кикирики квалитетни, топли кикирики ти донесе. сега ќе ги изгрискав да ти кажам. Еве и јас, иако немам зави. Твојата, мислиш ја подобар сум. Твојата книга ќе се објави на промоцијата. На 8 ја имаме веќе во нас. Добро. А на 15 понеделник во 7 на вечер
правиме отворена промоција. Што значи тоа отворено? Тоа Секој може значи да дека дојде? од 7 до 8 ќе биде протоколарниот дел, а потоа Форца е отворена за сите фанови мои кои сакаат да дојдат да купат книга, да им се потпишам на книгата, да се сликаме, да поразговараме и така. Потоа и се познати моите промоции. И јас во Ки имаш нешто настап свирка планираш ли? Нешто сигурно ќе има, да, ако ништо друго јас со гитарата ќе направиме една кратка ово. Најмалку е тоа битно. Битно е да направиме отворена, зашто сакам таа вечер на вистина луѓето да понеделнички е, така да нема некакви убиствени избиднувања во градот, намерно ја одбравме таков ден. Па дури замисли и ти ке можеш да дојдеш пред работа. Неверојатно. Неверојатно. Обично не можам емисија имам. Така, На расположението концертот ти дојдов после. Како што бевме договорени. Емисија, да. Расположението во три е одлично. Првите неколку луѓе, вклучувајќи лекторката која ја прочита книгата, е воодушевена и тврдам дека ќе биде уште еден, ајде да речам, хит, иако ти знаеш дека јас никош не сум се оптеретувал со тоа колку литературна вредност вистинска има во тоа. Моите книги се забавни книги за наскијање, за на плажа, за кола, за на ВЦ шолја, односно мислам да стои на машинава за перење алишта, дури си ти на ВЦ шолја. На плажа. Највише сум ги видел луѓе како ги читаат твоите книги во Грција, во Охрид, на плажа, на такви места. Неверојатно. Тоа треба да е многу лесна и читка и питка книга кога ти меѓу луѓе и на такви места треба да ја читаш, а да можеш да И да ќе се биде фокусираш. интересна и за средна генерација и постара, бидејќи го живееле тоа време 80-90, а овие млади можеби малку ќе се чудат. Ама мислам дека успеав да им го доближам времето користејќи го нивниот јазик. Колку има еротика? Има. Има Има еротика. реда. Има повеќе романтика отколку еротика. Демет. Ајде да речеме дека е некаква Нема ништо романтична хардкор. еротика или еротска. Романтика. Па најхардкор у книгата е дај ми го. Нати го. Ето, ти ја кажувам најхардкор реченицата, кога една господја вика дај ми го. Мислам тоа е најхардкор, ако е тоа. Но сепак, јас за да Ќе прочитаме си ги книгата. прочитувам родителите кои се уплашени нивните деца да не прочитаат забранета литература, затоа стои до 16 години забрането и над 70, за да не ги лупне нешто кога чита. Ја апсолутно сметам дека еротиката треба да биде достапна до младите и да ги потикнува да се... Меланхолија, најмногу има меланхолија. Меланхолијата не е баш убаво чувство. Не за државата која повеќе не постои, не, за времето, За младост. луѓето. Па и не е само за младоста, за меѓу другото и за младост. Че има приказна за Бранко Ѓорчев покојни. Ти знаеш дека Бранко и јас бевме генерација на академијата. Дека бевме фактички како браќа 4 години и после тоа работевме во ист театар и така натаму. Секого ќе сретнеш во книгата. Не знам, има посебна приказка за за песната што јас ја пеам Скопје, Сарај, матка и обратно на Венко Серафимов. Песната за Сараево, која јас успеав да ја однесам во Сараево во време на војната, кога снимав со Майкл Уинтерботом Welcome to Sarajevo. Уште траеше војната кога снимавме ние. И ми направи чест и Смета Дервос, памтиш и Смета Дервос, крвавац, пеачката на амбасадори, која имаше ноќна програма во време на војната на Радио Слободно Сараево. И она ја пушти на почеток на програмата и на крајот од програмата. За дедо ми ти кажав, за Джамбас има приказки, сите оние што сум ги собирал со години. За Джамбас не знаеме приказки, ова ќе биде доста интересно. Во главно се вакви како Фејсбукот и интернетот. Преска додека одмарав јас се јавил кај баба Маца, лут, зошто ние не сме му укажале дека јас вечерва гостувам кај Јанко. Знаеш ли зошто? Затоа што он сега вечерва ова ќе го снима. Он сега вечерва го снима ова. Сестра ми му донесе рекордер. Мукам Джамбас, нема потреба да снимаш на Јанко емисиите. Има на YouTube, ќе си стиснеш и ќе си гледаш. Да, репризата ќе биде за Не, неколку дена. јас сакам CD-то, јас сакам да му поклонам некому нешто. Како да му го поклонам YouTube-от, да му го дам компјутер, како да му го дадам. Добро, го разбирам. Поздрав до Джамбас, сигурно гледа Джамбас. Го разбирам. Драго ми е што повторно ми направи чест. Драго ми е што дојде овдека. Публиката те сака, не можам да ти опишам која е реакцијата кога ти доаѓаш. Нели, очекувањата се секогаш дека ти ќе бидеш една ова фантастична забавна вечер и така натаму, ама ти си
И двајцата сме живи луѓе, не секогаш сме забавни, комични. Апсолутно, Животот, апсолутно. ние збориме отворено за животот, ние не сме овдека само со скечи, а и тоа Немаше ќе го ништо направиме. ѓаволско и сатанско, така? Знаеш што, немаме ние право да гледаме во роската на окото на другиот, додека ние имаме греда во нашето око. И тоа е правило кое вака ние религиозните мораме да го гледаме. Принцип, ние треба за себе си гледаме, не за другите. Ти посакувам многу успех. Се радувам на промоцијата, се радувам на сето тоа и Го чекам семејството Илковски во комплетен состав. тоа ќе го добиеш. Ја сакам тебе и Тони негде пред Нова година една емисија да седнеме овдека пакетчиња да ви дадам за Нова година. Да ни дадеш. Ќе ти дадам. Сега, Имаш последен збор. пред некој време дознав дека купува стан, Аха, а пред 10 дена му го видов станот. добро. Ама знаеш од каде? Не. Од мојот стан. Преку мојата улица, јас сум во еден сутерен, преку мојата улица ми кажа, ова е джамчето на Тони станот што ќе го купува. И ако не спои пак Ма не од животот слепче, туку од ова. тука. А, Во на зимската гледачите- резиденција. На гледачите треба да им кажам дека во тоа време Игор Џамбазов и Тони Михајловски живееа врата до врата. 22 и буквално. 23. 22 и 23. И кој кај тебе нонстоп прегреуваше PlayStation-от, а кој ќе тропнеш кај Тони на врата и имаш Да, и те мене и исто. кога ќе отвориш едно 3-4 вака од различни гремлинчиња овако. Да ти кажам Не, нешто. теј Бошко само беше. Тие 5-6 години, кога бевме комши со Тони, Да. јас бев тогаш. Кога му го отруја Со- неговото прекрасно големо куќе, леле колку Тоа ми се тажеше. може би највоите години. Да, највоите со 5-6 Искра беше години. таму, населба аеродром, острово. Да. Ја бев во близина одма тука таа зграда. Да, да, ти малку подолу. Да. Океј. Поздрави ми ја Лидија, децата и ве чекам 15 во 7 највечер. Тоа беше се за вечерва, сега ја ќе ја завршам. Игор Џамбазов за главо е меѓу првите купува PlayStation и да се избори со своите проблеми, се фокусира на играње. До толку играње што палците му беа модри од играње. Арно, ама игра и една игра, не се сеќавам која беше, а во тоа време за да кога ќе дојдеш до некое ниво на играта, треба да снимиш на едни мемориски картички. За жал тие мемориски картички беа прилично неквалитетни. Откажуваа по некој. Откажува. Игор доаѓа негдека до предпоследното ниво на една игра која игра 3 или 4 месеци со отечени палци, Да. помодрени, нема спиење, нема јадење. Искра само викаше прекини доста со тоа, више глава ми пукна. А ја обично ќе задреме во фотеја гледајќи те овакво и пукнува мемориската картичка, последниот слој. И има само сцена, има сцена, PlayStation-от, седми спрат, низ балкон, и Игор застанува. И леташе. Знаеш колку време леташе? Секој е добро. Се најубаво, Тоа се беше најубаво. се за вечерва, драги мои. Лека ноќ и пријатно.